овие наредниве минути во Македонија наутро со гостинот во студиото 3 зборуваме за тема која што е актуелна и за која што сме навистина емотивно поврзани. Универзалната сала. Конечниот извештај од лабораториските испитувања за носивоста на челичните елементи, дел од конструкцијата на универзална е готов. Колкави оштетувања покажува истиот и дали реконструкцијата ќе може да продолжи според предвиденото темпо. Тема на која што разговараме со господинот Михаел Гаревски од Институтот за сизмички отпорни градби и климатски промени. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Стигна извештајот од лабораториските испитувања. Господин Гаревски, што покажа истиот? Имаме ли сериозни оштетувања? Да, значи извештајот е целосен, кој што се одржи две визуелни инспекции. Првата беше брза, која што направивме можеби пред 30 на дена и целта на првата брза инспекција беше да видиме дали може да се продолжи, да не постои некој ризик, да се продолжи со отстранување на отпадот кој што се створи од пожарот, од дел од старата конструкција која што изгори и која што падна практично доле. Но тогаш ние не можевме да имаме пристап на било кој дел од универзалната сала, бидејќи немаше некоја дигалка. Втората, би ја рекол детална инспекција, направиме со помош на една телескопска дигалка, која што беше достапна, така да можевме да идеме буквално секој дел кој што беше опожарен во новата конструкција на универзална сала и нормално можевме точно да селектираме кои се карактеристични елементи кои што треба да се евентуално некој од нив да се извади и да се однесат оно што рековте на почетокот во лабораторија за да се утврдат нивните механички карактеристики. И ние дадовме во две лаборатории тие така наречени епрувети и покрај тоа што селектиравме, значи, овие елементи кои што треба да се извадат, покрај изгорени 3 елемента кои што ги извадивме еден неопожарен за да се направи некоја компарација и со дигалката имавме прилика да се качиме до самиот врв на конструкцијата и може да се констатира дека тој дел најгоре имал најголема температура и има така еден интересен феномен кој што е познат во литературата, доаѓа до набабрување на некои елементи. Ова се фотографиите кои што вие не ги донесавте? Да, еве можете да видите, ова е со таа телескопска дигалка кој што спеавме, можевме се качиме до самиот врв. Ова е еден од тие секундарни набабрени елементи и ова може да се каже диагоналите, тие се така да кажам, оштетени и ова е еден чвор од каде што извадивме попречен елемент заради тестирање. Ова е буквално самиот прстен горе на универзалната сала и ние, реков, бевме догоре и што може да се констатира? Прво што треба да се констатира, тоа е дека сепак пожарот кратко траел, што е многу важно за колку оштетување може да се нанесе. Второ, во моментот, практично универзалната сала е отворена конструкција. Ако имаше и покрив и сите тие работи, пожарот ќе беше поголем. За вакви типови, тоа се некои железнички сали, некои железнички станици, покриви и сите тие работи, дури не се бара оваа заштита на челикот од пожар, така да релативно брзо се угаси, температури не може да бидат толку високи, но нашата проценка е дека на делови од чворовите, кај што е главниот лак и столбовите, температурата се движела не повеќе од 400 до 500 степени, а горе кај прстенот, кај што е дојдено до набабрување на елементите, таму ние проценување дека температурата стигната негде до 580 степени. Што значи ќе треба да се менуваат овие елементи или? Ќе ви кажам. Значи
има во методологијата, светска методологија, класификација на оштетување. Прва категорија, ако нема никакви деформации и никакви манифестации на елементите, тоа значи дека елементите треба да се остаат, да не се менуваат. Втората категорија, ако има мали деформации, и таму се вели може да останат. Третата категорија, кога има големи деформации и некои извињања, тогаш се препорачува или да проба да се исправат, што е многу понеекономично, и да се стават нови. Но, што ние заклучивме, како што прашавте во самиот почеток, значи, клучни беа покрај овие визуални инспекции, и сакам да кажам дека главните носачи спаѓаат во прва категорија елементите, бидејќи нема никакви деформации. Од детална, блиска визуална инспекција имаме направено на стотици слики за секој чвор. Нема ни попуштање на штрафовите, кај што се направени овие спојови. Реков, само горе се јавува тој феномен на бабрување, интересен е тој феномен. Како дошло, ти биле квадратни, да кажам, елементи, внатре има воздух. И тоа е херметички затворено, што е добро, што значи добро била изведена конструкцијата, подейства на висока температура, кај што рекоме, таму ја цениме негде 580 степени, доаѓа до ширење на внатрешниот воздух, кој што е херметички затворен, и до зголемување на притисокот 3 до 4 пати, и тогаш доаѓа до тоа на бабрување. И, како што реков, ние извадивме еден елемент од дипрофил, од главниот дел на конструкцијата доле, и извадивме еден секундарен елемент набабрен од горниот прстен, кај што заклучивме дека температурата таму е највисока, и извадивме една диагонала од самиот прстен, кој што исто така набабрен. Испитувањата дадоа добри резултати, а целта беше да се види дали се промениле носивите карактеристики на челикот. Обично има доста литература и во експертизата се цитирани тие карактеристични работи. Обично се смета дека негде до 600 степени, поготово за топловаланите елементи, дека не се деградираат овие карактеристики. И што заклучивме ние? Дека од фланшата на еден неизгорен елемент и од фланшата на еден изгорен елемент на тестот видовме дека тие се во границите на тестите кои што се дадени, што значи тој параметар, едниот од параметрите носивост на пластична деформација и ултимативна носивост, дека не се сменети. Што е уште поинтересно, горе очекувавме ние, кај што се овие набабрени елементи и диагоналите, ние очекувавме таму да има сепак деградација на материјалот, затоа и со сигурност тврдиме дека температурата била испод 580 степени, дека од литературата видовме дека од 580 до 750 степени тога се доаѓа до набабрување. Но, бидејќи тамо резултатите беа уште подобри, едноставно скоро кога да дошло до ојачување на овие на карактеристиките на материјалите, ние сметавме дека дури и набабрените елементи не треба се сменат, но му препорачавме на изведувачот, а и тој сам предложи. Не е проблем, вели, ние да ги извадиме овие сите елементи кои што се набабрени, секундарни елементи, и да ставиме нови. И ние се сложивме со тоа, да. И ќе може да продолжи реконструкцијата непречена сега? Да. Само да докажам уште поднасно диагоналите кај прстенот. Тие се дури не биле предвидени да се стават, така да ти појачуваат. Но опортуно е од тие набабрени кај прстенот некои елементи да не се појачаат, и ние предложивме само на еден елемент каде што има најголемо оштетување, да речеме некое извивање на елементот, да кажеме, тука
или да се отстранат тие извинени елементи, или тука да се појача со лимб. И ова што ме прашавте, значи, што тоа значи? Дека слободно може да се продолжи со изградбата на универзална сала, бидејќи уште малце има до завршетокот на главната носива конструкција. Да, добро било и тоа што практично немаше товар, така да со голема температура конструкцијата не беше оптеретена и сега изведувачот може слободно да продолжи и да ја заврши. На својот Facebook профил на 11 мај објавивте фотографија од универзалната сала на која што напишавте "Ке ја биде". Да. Тоа е реченицата која што сите ја посакувавме, бидејќи споменав и во најавата емотивно сме врзани со целата приказна наречена универзална сала, но ние обврска плюс бидејќи ни доаѓа Скопје, Европска престолнина на културата, која што е тесно поврзана со целата универзална сала. Ако рокот за изградба е 2027, премногу ли сме оптимисти дека ќе се заврши до тогаш? Би морало да се заврши тогаш. Тоа е сепак долг период. Ја би рекол, би може да бидат реални услови дури да се заврши 2026, затоа што од сега практично имаме до крајот на 2026, бидејќи имаме уште 2 години. Мора да се заврши и треба да се заврши. Веќе има почисти позиции. Се отстрани старата конструкција од универзална сала и мислам дека ќе се заврши, а навистина е многу важно. Скопје град на културата е голема работа и треба да се припремиме. Колку се припремиме, не знам, се уште, но треба да се припремиме. Ке следиме и ке анализираме, но ова беше првично информацијата која што ни беше необходна. Ве повикавме во Македонија наутро за да отвориме уште една тема која што сериозно не загрижува, подпорниот зид кај Клинички. За него вие и Фелата години наназад предупредувате и за нестабилноста на објектите и за сигурноста на граѓаните. Дел од зидот кај детската клиника се сруши. Во меѓувреме додека институциите си ја префрлаат надлежноста. Колку е сериозна ситуацијата, господине Гаревски? Значи, вака, јас не отидов на терен, но вчера со овој Street View, а и некои слики од телевизија што беа сегашни фотографии, значи, сликите од Street View беа негде 2014 година. Така е наведено на Google Earth, дека 2014 и тамо се гледаат почетоците на навалување на тој зид. Како што рековте, тој е зид, тој не е типичен подпорен зид. Тоа е прва работа. Второ, предпоставам дека зидот, ајде да не речам негде 50-тите години е правен, бидејќи е од камен материјал направен. Сега, од сликите што ги видов, зидот е делумно, на мал дел е делумно срушен и еден дел е бајаги навален и на вистина не секој момент, али сигурно ќе падне за нареднава година. Ако има некои поголеми врнежи, може и побрзо да падне. Значи, тука нема дилема. Прво, таа должина не е повеќе, да кажам, ми се чини од 15 метра што треба да се смени. Второ, не е тоа голем подпорен зид, тоа некде метар и пол е. Не би го рекол ни подпорен зид. И без разлика кој е должен, тие се пари минорни, некој треба да одлучи, макар дури ако не може да се разберат во градот или не знам кој, владата да одлучи тој зид да го замени, тоа многу малку ќе чини. А ја би рекол, не сум видел, предпоставувам, ризично е, некои коли гледам се паркираат, дори тука, ако не е, баш ќе поминам сега и тоа ќе поминам да видам, ако не е со траки забрането паркирање, кој е надлежен, треба подитно тоа да го обележи со траки и да не можат возила да се паркираат, бидејќи навистина може да паднат и да има дури жртви. Значи, да заклучам, многу лесно се менува и треба брзо да се реагира. Нема да чини ништо. Како е една ограда на некој станар кој што има двор, тоа е отприлike нешто што треба да се направи. А штетите би биле многу поголеми доколку го оставиме вака? Апсолутно. Па може и да има и повреди, навистина.
последното прашање тесно поврзано со информација која што туку пристигна на порталите. Земјата сејачи на 6,7 степени по Рихтер ги погоди Филипините. Никако многу емотивно реагираме секогаш кога ќе прочитаме информација за земјотрес. Дали бидејќи еве сме и во пресрет на 26 јули, па ќе зборуваме и на таа тема многу. Треба ли да не вознемируваат овие потреси? Не, воопшто дури не е 6,7, магнитудата е и поголема, 7,2 е магнитудата, што е веќе земјотрес кој што само негде околу 12 се случуваат некаде во светот со таа голема магнитуда, но таму е познато. Тој е така наречен огнен прстен. На Филипините има многу често земјотреси. Среќа што е малце оддалечен од градовите, иако е многу висока магнитудата, нема информации за рушења. Ако е негде на до 30 километри од некој град, тога сигурно ќе има и жртви. Тоа се знаат тие отприлike класификации, но мислам дека е малце по-далечен од некој места за живење и нема да има жртви, така да и ќе остане и не приметен на некој начин за граѓаните. Скопскиот земјотрес, односно 26-ти се приближува, обично секогаш тога се најголемите вручини и граѓаните ќе поврзуваат да не има земјотрес, пошто е толку многу вручо и нели многу често дека имавме и врнежи, и многу често ги врзуваме со поплави. Не. Ја и баш случајно се видов некоја изјава што сум ја дал пред година дена, кога беше турскиот земјотрес, некој се измолози, кој што ги знам од Србија, дале дека мислење дека ќе се појача сеизмичката активност после турскиот земјотрес. Јас сум точно дал, па иако некојаш и смело дека сигурно нема, дури сум рекол дека ќе се смири сеизмичката активност во регионот на Скопје. Зашто? Бидејќи имавме многу скоро, тоа е скоро 2016 година, магнитуда 5,4, тоа е релативно за нашиот регион по така вознемирувачки земјотрес, и такви земјотреси у Македонија се јавуваат обично од 50 до 70 години, иако повторно нема тачна гаранција. Така, не може да се преживи. Но ова е информацијата која што ни беше потребна. Така да, можеме да бидеме месечини мирни. Три различни теми на кои што ни беа потребни одговори. Благодарам што ги добивме од вас во утринската програма. Благодарам за гостувањето. Благодарам што покажавте, имате се убаво студио. Пријатно е да се седи. Ќе се гледаме и почесто. Се надевам следен пат на убави теми. Благодарам. Имаме